AI да ти постави здравствена дијагноза? Никако. AI не може да биде доктор. Добро. А дали би дозволила да ти избере совршен партнер? Не. Добро. Дали мислиш дека AI ќе ти ја загрози работата во следниве 5 години и дали посвесно тоа те тера да правиш план Б? Па не. Кога се работи за радио, за медиум, мислам дека не е возможно сега за сега. Дали мислиш дека може AI да ти постави дијагноза наместо доктор? Би прифатила ли тоа? Не сум сигурна сега за сега. Може би за една 10-15 години, ако ептен се, не знам, унапред. Да ти избере совршен партнер? Не. Како може да ми избере? Не, никогаш. Да ти избере партнерка? Ќе му биде тешко, ама и тоа не би му дозволил. За совети, да, меѓутоа кога станува збор за одредена болест или дијагноза, сепак би го послушал докторот. Меѓутоа вештачката интелигенција е добра за користење на совети. А да ти избере совршена партнерка? Па сега вештачката интелигенција сметам дека нема чувства, така што не. Би прифатила ли вештачката интелигенција да ти постави дијагноза наместо доктор? Дијагноза не, иако често проверувам анализи, можеби кои што веќе сум ги добила од доктор, меѓутоа чисто анализа мислам дека не. Би му дозволила ли на AI да ти избере совршен партнер? Не. Дали би дозволил, например, вештачка интелигенција да ти постави здравствена дијагноза? Не. А да ти избере совршена партнерка? Не. Живееме во време во кое машините учат побрзо од нас, да пишуваат, да анализираат, дури и да создаваат. Затоа, прашањето кое се поставува е дали вистинската битка е човекот против машините или човекот против сопствените граници. Ова е реалити чек. Секретарката што никогаш не сме ја имале или личниот асистент што секогаш сме го посакувале, за да можеме некому да даваме задачи и наредби кои сепак ќе ни бидат корисни. Обичниот човек не ја користи вештачката интелигенција за да го спаси човештвото, туку да го преживее понеделникот. 3/4 од разговорите се сведуваат на кажи ми, напиши ми, среди ми, а пишувањето на текстови убедливо води. ChatGPT стана личен асистент, духовен водач, психотерапевт, медицински експерт, едноставно друштво во текот на денот. Од интервјуа за работа до тренинзи и емотивни дилеми. Ова е новата верзија на Само да прашам. Бојан Велевски, актер и стендап комичар, оди чекор понапред и комбинира две нивоа во обид да ја спротистави човековата духовитост и креативност со вештачката. Бојан, ти си правиш смешки на тема вештачка интелигенција. Забавно ти е. Истражуваш. Дури саат време стендап имам на тема вештачка интелигенција. Што знаеш за вештачка интелигенција? Па сега знам, види, не знам многу, но пошто не знам многу и давам македонски контекст и затоа станува интересно од тоа. Што најчесто прашуваш? Кога збориме вештачка интелигенција за македонец, тоа е ChatGPT. Да, толку е. Значи тие сме. Ја ChatGPT и Gemini, толку сме. Тие тројца Да, сме, нема друга. Евентуално ако нешто се почувствуваш многу особен, тогаш и нано банана може, или не? Ја појма не немам ти што е треба нано за банана. работа. Не ти Знам треба за нешто работа. дека видеа нешто прават, таму Видеа друго и не знам. фотографија, ама тебе тоа не ти треба, пошто Не ми треба, да. Ти Си плаќам за немаш видеа. behind screen. Не, стварно, колку знаеш за вештачка интелигенција, за да можеш да спремиш цел, еве, да речеме, колку ти е, саат и пол? Саат и пол е too Ама much, добро, саат не и 10. зборуваш за цел време само за вештачка интелигенција, Види. ставаш во контекст на македонецот. Да, меѓутоа, сега прво малце за шоуот да ти кажам што е идејата, за да после доеме до ова друго. Малце е зезнато, пошто е вештачка интелигенција, ChatGPT, македонците е работниот наслов, сега не знам дали ќе остане у моментов, али Контрадикција само по себе. тоа е комедија. Две ствари што не одат заедно, вештачка интелигенција и ова општество малце е проблем. Една од тезите е дека као некој тамо некаде потрошил 3 милиарди евра, ги собрал најбрилјантните умови, без разлика колку години има во тие умови, може да има и 20, да е најбрилјантен од сите. Да потрошиш толку многу пари, брилјантно уми на едно место да ги седнеш и тука да дојде да ја донесеш да ти рече еве ти ја бе Боки на тија за 20 евра на користија, бенефит види.
и ти да ја користиш за тоа. Зошто ми игра левото око? Да. Или од типот на па ти на народ што не веруе дека е у депресија, туку дека нешто има нагазено. Значи он нагазил нешто и утре ден те у депресија. Не е он, значи, или имаш ти као типот на шо да јадам денески, иде му го слика фрижидерот кој ненормален и вика ај види брат шо да јадам, знаеш шо јадам. Па си му 3 кажал милиарди евро, не, мислам Бог да чува. Зашо го споредуваш ChatGPT со таксист? Па Те зашто? слушав на еден од стендапите, мислам хилерија се тој Добро, дел, ма- морам да кажам. И многу е добра метафората. Работна верзија е тоа, што гледаш Да, ти, тоа е работна да, верзија. Али тоа ќе остане. Види, имаше таму луѓе што го сведочеле тоа. Види, ChatGPT све знае. Дури тоа што не го знае ќе го измисли и ќе ти го сервира демек така е. Барем знам дека халуцинираше прошла година, сега немам појма. Ама ти Колку преска ми лаже? рече твојот лаже. Мојот лаже слуши. Абе мојот маче ме вика. Не, тоа е тумач. Тоа е за Не сте вие санкција. толку блиски? Не, јас ти би се преска ти кажа, значи јас кој им се обраќам на моите два агенти што ми се вака поистренирани да речам, Чато и Стило се викаат, Чато како ChatGPT, а Стило како пенкало на битолски или Стило како стил да речеме така малце. Овој Си погруп. да, ми се обраќаат, ги имам прашано, еве кој сум ја у вашите очи после 6-7 месеци работа, ми вика ти си другар, ама кога работиме. Значи нема Испитање. лабаво, да. 80% од луѓето го користат ChatGPT за психолошки консултации, така што Да, и дали се урочени. дали се урочени, И што е промаја? дали ме сака или ме И користи. дали постои промаја? Ја мислам дека ќе го прашаш ChatGPT дали постои промаја, сам ќе се угаси. Не знам. Ти нема објаснување, че ќе те лаже, ќе врти, ама не може да најде доказ дека Абе, постои. никад не ми текнало да го прашам, сега ми го отвори овој прозорчево ми го отвори. Ајде да тестираме сега Ајде. со фокус групата Добро. да видиме колку имаат луѓето чувство за тоа што е напишано Мгм. од човек, а што е создадено од вештачка интелигенција. Потсеќаат на типични песни што сум ги читала во учебник по македонски јазик и литература. Значи не ти отскокнува нешто драматично да осетиш веднаш разлика дека аха, ова не е Да, со human тоа touch. што првата песна, пример, најмногу ми е така има human touch. Може Првата да кажам, human да. touch. Добро, во Зошто? право си, тоа е Неруда. Да, бидејќи Значи, од не- нивните зборови Да. така се добива таков впечаток. За третава песна некако најмногу ми делува вештачки напиша. Така. За пролет без заден. Браво. Јас заспевам со очи полни со солзи. И мојот сон се вика тага. Виж кој е? Види, можеш и да се предадеш, не мора да Не сакам да се предадам, ама можеш и да трефнеш. најверојатно би рекол последната, не знам така која читав. Така е. Така е? Да, ја погоди. Значи првата е Павло Неруда, втората е Жак Превер, третата е вештачката интелигенција. Никако, не знам, нешто имаше, не ми Да, беше да. малце тоа. Мислам дека ова е AI. Па ме заборавиш. Не, Не? Пабло Неруда е таа. Втората е Четвртата е... Жак Превер и третата е Да, Ама добра, ме освои тешко. некако, да, така со емоција, да. Значи, Зашто- промтот што сме го дале е добар, многу Да. емоција. Да, има Пролет. емоција, да. Бидејќи првата имаше едно епа добро и тоа никогаш имам кога пишувам со ChatGPT има епа добро и така баш И како- цртка. И цртка, да, и затоа Убави песни, емотивни. А? Емотивни песни. Емотивни или добри промптови сме дали? Како бил расположен? Чат GPT или? Да. Како што ти се врти? Што си мислиш? Првата и втората ми се свиѓа, небитно дали се А или Н, ми се свиѓа. Третата ми е малце конфузна. Не ја разбирам баш. Многу неповрзани работи, така за таа ќе речам дека е ај. Така. Браво. А првите две ми се Првите, да. Доста Првите две емотивни. се Пабло Неруда и Жак Превер. па е се ежа моментално. Ова ми изгледа како да е нацртано од човек. Дефинитивно, да. Тој е Климт. Сега вие се малце така проблематични. Па што мислиш, се лесно ли ќе биде? Ова се гледа дека е човек.
за оваа слика. За ова и за четвртава би рекла дека ми личат на вештачка интелигенција. Зошто? Поради тоа што некако ми личат пресовршени за да се нацртани очи. Оваа си во право, а другата не. За првата. Да, оваа е вештачка интелигенција, оваа не. За може оваа мислам. Така е. Така? Да. Добре. Браво. Не ги знам уметничкиве дела. Ама, не знам, ова ми личи на Густав Климт лик, ама немам Така е, браво. Густав Климт. Ова Манелија, не знам кој е. На што? Манемо, не, неко тие. Да, бе. Да. Така е. Втора четвртина на 21. век и сите имаме мислење за се. Некој од нас дури и свое, машински, неизгенерирано. Според анализите на Универзитетот Стенфорд, машините и вештачката интелигенција се користат во повеќе од 70% од компаниите во светот. Проценките се дека до 2030 година речиси 40% од работните вештини ќе бидат променети. Значи победата ќе биде загарантирана, но не за најпаметните, туку за оние кои најбрзо и најтемелно ќе се прилагодат. Питер Пешев, дипломец на престижниот универзитет од Ајви лигата Браун, 5 години работел на алгоритмите во една од најголемите корпорации на светот, Мета, во срцето на глобалната технолошка индустрија. Со образование и искуство во вештачката интелигенција и софтверските системи, бил дел од тимови што директно влијаат врз перцепцијата на милиони луѓе, секој ден. Денес, наместо во Силиконската долина, избира да се врати во Македонија, со искуство од прва рака за тоа каде оди светот. Од твоето искуство и според твојата перцепција, на кратко, што е всушност вештачката интелигенција? Значи, вештачката интелигенција, вака како најширокиот поим, е било каков систем, софтверски обично, кој што имитира човечка интелигенција. Значи, тоа може да значи јазик, разум, логика, реакција на промена на околности. Ама тоа може, ама и не мора да подразбира некој вид на машинско учење, односно учење од податоци за таквата реакција. Но во денешно време, кога зборуваме за вештачка интелигенција, претежно се мисли за тие големи јазични модели, што за кратенката е LLM на англиски. И таков е ChatGPT и останатите модели кои што се сега многу популарни и се користат. Значи, кога велиме јазици, тоа се веќе научени патерни некои, научени патерни од искуството на човекот или вештачката интелигенција, односно овие системи веќе според искуството почнуваат и сами да учат некакви нели нормални понатака сегменти на развој. Тоа е тоа што највише не плаши нас луѓето, дека нема да им бидеме потребни веќе за да ги полниме со информации. Па, јас мислам дека најмногу не плаши дека тие ќе не заменат на работното место. Како што гледаме се повеќе развој во нивните вештини, дали со јазик, дали со дигитално управување на алати, дека тоа ниво на разум кој што тие можат да го симулираат е доволно за да се замене еден работник на едно работно место. И мислам дека тоа е најмногу застрашувачки за обичните луѓе. Мислиш дека е реално тоа? Па, реално е затоа што веќе го гледаме, посебно во мојата област, еве како програмер, доживува... Па вие го создадовте сега и... Да. Први жртви. Да, мислам, така и се уште се вработуваат програмери кои што развиваат вештачка интелигенција. Ама ете, баш во програмирањето е најдобриот пример и тоа големите фирми за вештачка интелигенција дури ги предвидуваат програмерите како под најголем ризик за замена, затоа што тие вештините програмерски први ги развиваат за вештачката интелигенција. Сега во моје искуство, алатите на некои начини се многу подобри од луѓето во некои работи. Например, вештачката интелигенција како програмер може во многу пократко време, за многу побрзо да изгенерира код
кој што ниеден човек не може и најдобриот програмер не може во таа брзина да го изгенерира. Но искусните програмери кои што виделе какви се тие резултати можат да познаат дека понекогаш тој код си има некои грешки, насоки, тргнати во погрешни насоки и потребна е стручен програмер со искуство. Значи пак му треба човечки инпут. Така е, за да ги поправи насоките, за да го насочи алгоритмот да си ги поправи грешките во една или во друга насока. Така што на некој начин во некои работи се веќе подобри од луѓето. Но ќе стануваат и подобри, кога ќе научи како да ги поправа своите грешки. Така е. Може и сам да се коригира. Така е. И не само во програмирањето, но и другите дигитални области. Значи се користи вештачка интелигенција за пишување, за статии, за вести, но луѓето приметуваат некогаш јазикот дека наликува на нешто што е генерирано, а не нешто човечко. Но и тие се менуваат. Некој може да им наредите каков стил да искористат, дали да зборат поформално, дали да зборат по колоквиално и тоа. Да. И со кој глас, и со кој тон, и со кој акцент. Да. Со оглед на твоето искуство, што го имаш во една од најголемите светски компании, која што директно се занимава токму со ова, со развојот на големите модели, има ли нешто што те плаши во иднината, дека може да отиде во правец кој што некому може во одреден период да му носи и да му генерира ненормално големи средства, буџети, финанси или привилегии, или пак едноставно да искочи од контрола само заради тоа што нешто сме испуштиле во кодот? Некои работи да ме плашат, ама тие се тоа е искрено повеќе политичка тема отколку техничка, затоа што технологијата си е таква како што е и треба да се развива за унапредување на човештвото и на процесите на работа. Секако дека треба технологијата секогаш да се унапредува. Но од политичка и бизнис гледна точка, бизнисите кои што имаат корист од вештачка интелигенција и да применуваат алатки со вештачка интелигенција, секогаш ќе им биде во интерес да, ако може да заменат еден работник целосно со алгоритам, дека тоа би им користело. Без разлика дали тоа можеби квалитетот не би бил толку добар на таа вештачка на таа алатка. Сега тука доаѓа опасноста дека големи фирми кои што може тоа да го направат на многу големо ниво, можат и масовни отпуштања да имаат. Тоа е веќе работа на регулативи и општествени одлуки кои што една држава можеби ќе сака да го регулира тоа и да не им дозволи на бизнисите да направат такви турбуленции во работниот пазар. Но не се сведа на технологијата за жал. Тоа ќе одлучат политичарите и регулаторите. Стравот е едноставен. Ќе бидеме ли заменети? Но реалноста е покомплицирана. Иако огромен процент од работните места веќе се под влијание на вештачката интелигенција, истовремено се создаваат милиони нови. Очигледно не е во опасност човекот, туку и неговата навика да не се менува. Денеска прочитав, извини, нешто, ако може да престанете сите да бидете контент креатори, ни требаат електричари. Ама кои се безбедните, оние blue collar што ги нарекуваат професии, кои што, или оние кои што имаат, не знам, најчовечки допир на професија, на креативност, не знам, како ти ги гледаш, кои се на безбедната страна? Најбезбедни би рекол дека се сите професии кои што имаат некаква физичка работа, посебно тие кои што се со нека прецизна физичка работа, особено со прсти кои што работат, затоа што роботиката, иако гледаме го напредување многу и во таа област, самата роботика, развијање на машини кои што можат тие некои прецизни работи како луѓе да ги направат, е во многу рана фаза. Значи зборуваме за работи како летење, создавање некои физичка уметност, исто така хирургија, например. Тие се некои работи. Во хирургија сметаш дека роботите нема да бидат добра замена? Ќе бидат, ама се уште е во многу рана фаза, да. Можеби во диагностика сега да речеме. Во диагностика, да, што е претежно дигитално, треба да се одлучи нешто врз основа на дигитални податоци, да, но во интервентни некои физички работи сепак сме во рана фаза. Значи тие што работат со баш буквално со раце, со прсти,
тие се најсигурни. И како што ги кажавте, ете електричари, тие мора да отидат да видат да кабли. Водоинсталатори, мајстори. Така, водоинсталатори, мајстори, сите тие се многу побезбедни од дигиталните работници. Се чини дека машините стануваат се поинтелигентни. Но предизвикот сега не е само што може вештачката интелигенција, туку што правиме ние со нашата. Mensa International ги собира луѓето со надпросечен коефициент на интелигенција. Но нивната вистинска мисија не е елитизам, туку поттикнување на критичко размислување, на љубопитност и развој на умот. Бидејќи интелигенцијата веќе не е само што знаеш, туку како размислуваш. Тестовите се по стандардни модели кои што се прифатени глобално, за да може да се направи споредба на коефициентот на интелигенција кај населението на сите држави и тоа да биде еднакво, рамноправно. Всушност, Значи нема одговарање на прашања, нема на прашања, невербални не се се тестовите вербални. и кај нас на Facebook на Менса организацијата има еден тест кој што е од Норвешка, споделен јавно за сите општо. Значи може да било се кој. вежба практично. Може да се види, односно не да се вежба, туку да се види не кој може да е- се вежба зашто секогаш кој тестовите е се системот различни. на тестирање. Така, Да. сепак треба да знаеме што Да. е, не е вербален Да. и токму заради тоа, значи има еден патерн, шема на решавање, што треба да следи. И тој патерн треба логички тој што го гледа да го размисли многу брзо, бидејќи во самото тестирање во Менса има 40 прашања што треба да се решат за 20 минути. Самиот момент кога знаете дека треба да решите прашање за 30 секунди е дополнителен притисок. Убедливо, да. Колку членови има кај нас? Во моментов, значи со податоци до 2025 има 126. Единствената мерка која што ја имаме како податок, не можам да споредам во однос на просекот на интелигенција наспрема останатите земји, затоа што постојат некои податоци. Јас сум среќавала 92%, 98% дека е некаде просекот на луѓето на што се тестирале во Македонија, меѓутоа не се тие официјални. Од она што можеме да кажеме е дека на милион луѓе тоа се 68,6 така нешто доаѓа луѓе дека се дел од Менса. И сега не сите се тестираат. Значи не секој сака да се тестира или пак нема потреба или едноставно се реализирал во кариера понатаму, не му треба некаква потврда за да некој му каже дека да, имаш висок коефициент на интелигенција или едноставно не гледа потреба да го направи тоа. А може би се плашат. Може би се плашат дека се доживуваат, дека се веројатно над просекот на интелигентни луѓе, но се плашат да не им покаже тестот дека може би не е така. Па мислам дека најголемата причина поради која што не се јавуваат луѓе на тестирање е токму таа што ја спомена ти, затоа што како понатаму ќе делува тоа психолошки кај самиот човек кој што ќе го зеде тестот, нели, да се тестира и да види и што ако не успее. Инаку тестирањето може да се спроведе максимум 3 пати во текот на животот, со одреден распон на период кој што мора да помине. Значи не може од, да речеме, недела за недела Сега па не да се успееш тестира, последната недела да Иако пробаш пак. тестирањето јонака Да. се на периоди, тоа не е Да. многу често бидејќи немаме толку луѓе кои што сакаат да се тестираат, не е ни големо нели населението во самата држава, така што сакам да кажам голема бројка. Може би е добро да кажеме дека резултатите се тајни, така? Тајни се, Дали да. ќе успее или нема да успее некој да влезе Постои во еден психолог кој што има само достапност до резултатите и никој друг нема достапност до резултатите и токму поради тоа не е ништо страшно ако некој сака да се тестира и да едноставно да види. Потоа само се испраќа мејл до тој кој што се тестирал и коефициентот на интелигенција се соопштува и само тој го знае, ако сака понатаму може да го сподели. Тоа е всушност 132 по Стенфорд Бинат скалата е 2% во надпросечно интелигентните луѓе во на глобално ниво, значи во светот. Ти си уште во потесен круг? Па во потесен, да. Јас нема да соопштам за да мислам да не дојде некој може да помисли се фали. Кристина, те молам, Не. значи да ги утепаме сите стереотипи за жени со плава Се во едно. коса. Дека тоа нема Да, врска, дека се друго се стереотипи. Кај мене туку да, јас сум во 1% интелигенција. на надпросечно интелигентни, што значи тоа доаѓа некој над, ајде да речеме минимумот на прагот е 142 па нагоре. Како надпросечно интелигентен човек ги перципира останатите луѓе во неговата околина и во неговото секојдневие, особено оние кои што сметаат за себе си дека се
попаметни, Јас лично сум поискусни? човеколюбец. Мислам, јас сум и генерално алтруист, така пораснав, од дете бев таква. Животот не учи поинаку. Да растеме, нели, не учи на лоша средина некогаш, во лоше друштво. Едноставно, приликите можат да бидат различни. Не значи дека секој што има надпросечна интелигенција ќе може тоа да го представи, па сите да речат, овој сигурно е Некогаш и надпросечно искуството интелигентен. сигурно животно игра Убедливо. Во коефициентот на интелигенција игра генезата улога, од 40 до 60%, барем така покажуваат анализите и официјалните истражувања. Дел игра улога самата околина, развојот, воспитувањето. Воспитувањето е една од најважните мерки исто така за поттикнување, затоа што генезата го прави своето, меѓутоа понатаму градењето на личноста е од се она што го обкружува. Како може човек кој што има потенцијали, значи има некаква своја природна интелигенција, да работи на тоа за да, да речеме, да го усовршува таа своја острина, да речеме, во размислувањето? Прво е природен, значи тоа е како природен фактор. Природна интелигенција доаѓа наследно, рековме околината влијае. Сега видете, од има која страна некој доаѓа наследно? Јас имам слушнато и читано дека тоа доаѓа повеќе од страната на жената, односно на мајката. Да, така е, со тоа што постојат и од едната и од другата страна анализи дека може да биде комбинација на генеза од двајцата родители. Меѓутоа, наследниот фактор го пренесува X хромозомот. Знаеме дека жената поседува XX, нели мажот XY. И токму заради тоа поголемиот фактор е кај жената. Можат двајцата, но повеќе од друга од страна, жената. во универзитетско истражување во Англија, 27.000 деца биле предмет на испитување и на анализа. Се смета дека кај сите 27.000 има мајчиното воспитување, односно ако е да речеме генетски факторот кај мајката, таа со самото воспитување има на некој начин поклопување во генезата и тој е тој ист, па дури и поголем потенцијал на коефициент на интелигенција. Во време кога вештачката интелигенција станува се поприсутна, се менува и односот кон довербата. Истражувањата покажуваат дека луѓето се почесто ги доживуваат алгоритмите како неутрални и објективни, додека кон експертите и високоинтелигентните поединци расте скепсата, особено кога нивните ставови се сложени или непопуларни. Парадоксално, машината што нема свест и одговорност често е перципирана како попредвидлива, додека човекот, токму поради својата интелигенција, може да делува како помалку транспарентен и потешко разбирлив, но и како поголема закана. Се плаши ли мнозинството од преинтелигентните луѓе? Не сум сигурна дали се плаши. Не би требало да се плаши, бидејќи надпросечно интелигентните луѓе, сега и од мој аспект ја зборувам, меѓутоа генерално и оние што сум ги сретнала, па еве да зборим и за големите умови каде што е докажано дека имаат висок процент на коефициент на интелигенција. Никола Тесла, да речеме, кога прави одреден проект, го прави за општото добро на генерално на човештвото, значи на целата планета, на општо на цивилизацијата. Не се истакнува како поединец, не гледа да придобие само за себе, туку едноставно сите да имаат одреден бенефит. Во суштина, барем и кај мене е тоа, јас кога што и да направам во мојата работа, во моето битисување, во моето создавање, креирање, творење на книги, не знам, било што да правам, јас гледам да тоа никого не го повреди во околината. Во суштина не треба апсолутно да се плашат, меѓутоа еве ова што го спомнавме на разлика на... Може би подсвесно постои страв дека ќе се покаже, не знам, интелектуалната инфериорност, може би. Тоа сигурно. Тоа сигурно дека поради тоа има страв, меѓутоа тоа е погрешен страв. Затоа што луѓето кои што носат природна интелигенција треба да се искористат и да им се даде простор повеќе во места во кои што ќе можат да творат повеќе. Интелигентните луѓе не смеат да се затворат. Не сме да се ограничат, не сме да им се превземат работите што ги работат или, например, тие да работат и да работат во некое ниво, некој степен нивни,
а некој друг да ги користи само. Значи треба да се оној систем на мерит или на вредности да се потенцира и да им ништо не треба ке интелигентните луѓе. Не мора ништо посебно да се направи, освен тоа што можат да придонесат за општото добро да се искористи да се даде на користење на државата. Значи не треба да се потиснуваат бидејќи нема да направат штета. И сега имаме, например, што е разлика, как не може да се осети кој е интелигентен, кој не. Може во одредени решенија на проблеми и слично, кога сега заедно ќе седнеме исти проблем ќе решиме, кој побрзо, кој подобро, какво решение, системско, несистемско и така натаму, површно решение. Меѓутоа, ако некој работи на одредена позиција, еве да речеме 30 години и има искуство, и убедливо ќе го владее предметот, така? Ќе го владее извештајот, ќе ги владее статистиките, ќе знае едноставно. Искуството и поради професионалното знаење. Но не мора да значи дека е високо интелигентен. Да. Ако тој ништо ново не создал, истото го работи, и го работи совршено. И едноставно капа симнуваме. Да, го работи совршено, ги разбира работите, тоа е тоа. Меѓутоа, ништо ново не вметнал, ништо дополнително не надградил, не создал или не направил да се подобри системот во кој што оперира, тогаш можеби тој апсолутно нема високо ниво на високо ефициент на интелигенција. И така поразвиените економии први влегуваат во контакт со вештачката интелигенција. И први се изложени на незиното влијание. Но истовремено, тие имаат и најмногу алатки да се прилагодат. Помалку развиените, засега, изгледаат побезбедно. Но дали на вистина? Едно прашање за твојата лична перцепција. Ти се врати после многу години поминати во Соединетите држави, каде што и се образуваше, твоето високо образование, каде што работеше токму во тој круг на создавачите на вештачката интелигенција и се врати во Македонија. Поспор ли е тука процесот и за тоа ли се враќаш? Овдека, знаеш како, прво ќе ги изеде тие тамо, значи креаторите, а овде дека дојде ние практично добиваме на време, кај нас се иде поспором. Па, не токму заради тоа, ама би било интересно да вежа таа причината. Да, ама делумно, да, ме плаша тие работи што ги гледав таму во Америка, значи таму се движат работите многу брзо и таквите работи се случуваат прво таму. Од кој аспект те плашат работите што се случуваат? Па таа немање стабилна сигурност околу работното место во повеќе фирми, додека бев таму низ целата индустрија, IT индустрија и повеќе индустрии имаше големи отпуштања од работа. И тоа не беше големата причина зашто. Дури сметам дека за една држава како Македонија, каде што си има проблем со работна сила, работниците си одат, развој на технологии кои што можат да ги автоматизираат процесите и да сведат една работа која што барала 10 луѓе претходно, помалку луѓе, но стручни да користат алати со вештачка интелигенција, може многу да ја помогне на Македонија. И јас гледав голема можност, голема прилика да дојдам и да пробувам тие работи да ги развивам во оваа држава. И како ти се чини? Па предизвиците тука се сосема други. Да. Други се предизвиците, ама имам голема мотивација тоа да го правам и иако често се збори дека можеби ние немаме толку добри работници и дека не сме толку работливи, моето искуство е различно, дека со работниците со кои што сум се сретнал до сега се многу продуктивни, дури некогаш многу пати повеќе продуктивни од американските работници кои што ги сретнав. Но секако нашата држава, како што кажа, споро се движи во тој технолошки развој за вештачка интелигенција и ќе треба време да стигнеме до тие некои нови методи на работа. Глобално гледано, дали овие тенденции кон се што е роботизирано и се што представува некаква вештачка интелигенција за која што имаме чувство, а и практично ни заштедува многу време, но и реално малце ни ги закочува механизмите, сивите кели во мозокот. Глобално кога ќе гледаме, постои ли можност да не замени комплетно и што би правеле ние како луѓе тогаш? Ќе имаме многу слободно време, ќе одиме на одмори нон-стоп или ќе измислуваме нешто сосема ново, или мислиш ли дека можеби ќе стигнеме во фаза во која што ќе се презаситиме
од се ова што го имаме, било која мисла што ќе ни падне на памет, прашај го ChatGPT. И ќе има некаква тенденција на луѓето да се вратат кон аналогното и да се исклучат комплетно од се. Како тебе ти изгледа? Па, тоа е добро прашање. Има многу делови на тоа прашање, со тоа што секако дека продуктивноста и автоматизацијата ќе продолжи расте и да се развива. И секако се повеќе и повеќе ги користиме тие работи. И веќе се случува да ние за некои работи, наместо да зависиме од својот разум и логика и сето тоа да си ги израчунаме во глава работите, зависиме од таа технологија да ни ги одговори сите прашања. Исто и во програмирањето тоа се случува, каде што имам најмногу искуство, каде што новите програмери се сега навикнати дека имаат алати за вештачка интелигенција и немаат ни прилика да ги развијат вештините кои што им се потребни за да станат подобри програмери, затоа што сега вештачката интелигенција им ги решава сите проблеми однапред. Сега дали ќе се заситиме од сето тоа и ќе се исклучуваме, тоа мислам дека е возможно, мислам дека има такви трендови, некои луѓе тоа веќе го прават, сакаат да си направат како детокс, тоа го викаат од технологија. Ама дека ќе престанеме да ги користиме или да ги гледаме овие алати во функција, не верувам. Мислам дека таа Пандорова кутија откако сега е отворена, нема да може да се затвори. И се заканува ли крај на цивилизацијата таква како што ја знаеме? Те плашат ли тие такви некои предвидувања, ставови? Се почесто ги слушам. Па вака, тоа е устари контроверзно прашање, ама еве јас ќе кажам, мене не ме плаши крајот на цивилизацијата. Долгорочно сум оптимистичен дека ќе имаме големи бенефици од вештачката интелигенција, од автоматизацијата на работните задачи и сето тоа. Но, како што напоменав претходно, краткорочно има големи опасности. Значи, доколку регулативи не постојат, да ги обезбедат работните места или да им додадат некои гаранции на работниците кои што се под ризик од губење на работа, можеме да доживееме големи економски турбуленции и општествени турбуленции. Сите луѓе веќе чувствуваат дека можат да работат се и дека можат да стигнат кого било и дека апсолутно со алатките кои што ги имаат на располагање повеќе не постојат лимити за нив. Како ти ја доживуваш вештачката интелигенција и може ли да не замени сите? Во моментов не, еве само што го зборавме тоа дека не може да не замени, значи она што го произведува човекот и самата енергија што ја вложува во она што го создава не може да се замени во ниеден случај. Се чувствува. Еве од аспект на книгите, бидејќи јас пишувам книги, пишувам романи, и таму има сериозна конкуренција од книги кои што се напишани со вештачка интелигенција, со апликации. Меѓутоа јас лично го чувствувам тоа и едноставно не ми се допаѓа. Не ми се допаѓа не од аспект на формулација, оди по патерни, оди по шеми, оди по алгоритми, речениците ги мести на исти начин. Дали мислиш дека не е тоа начин на изразување? Мнозинството на, да речеме, читатели или на публика може да го препознае по истиот принцип како што го препознаваш и ти. Претходно кажавме дека ние како цивилизација дали сме се уште и во кое ниво сме на свесност да можеме да прифатиме, да бидеме заменети или да ги користиме правилно сите алатки кои што ни се нудат на вештачка интелигенција. Како што рековме, мислам дека може и малку порано доаѓа вештачката интелигенција отколку што човештвото е спремно. Верувам дека вештачката интелигенција ќе биде многу подобро искористена во Јапонија, каде што просекот на коефициент на интелигенција е повисок, бидејќи ќе има поинаква примена. Ќе се користи во медицина, ќе се користи во делови во кои што човекот сам едноставно не може. Значи никогаш не можеме ние да извадиме таква статистика со таа брзина како што ќе извади вештачката интелигенција. Меѓутоа, некако го гледам тоа како на дополнување и како кратење на време. Ако нешто може да ни донесе за поефикасно или попрецизно да го сработиме, зошто да не го искористиме? И навистина, зошто да не? Зошто да се откажеме од потенцијалите и помошта на алатките за вештачката интелигенција? Во експерименталните анализи спроведени на универзитетско ниво,
Учесниците биле поделени во групи што пишуваат самостојно, со пребарување на интернет или со помош на AI алатките. Резултатите покажуваат дека користењето на дворечни извори ја подобрува брзината и квалитетот на текстот, но го намалува личното задржување кон информацијата. Овој ефект е веќе познат во науката како когнитивно растоварување, кога мозокот помалку се ангажира доколку знае дека информацијата е достапна надвор од него. И заклучокот е јасен. Колку помалку учествуваме во процесот на создавање, толку помалку знаењето станува наше. На многу помал примерок, со нашата фокус група, одлучивме да го тестираме токму овој сегмент на паметење. Еве го резултатот. Тело за на плажа се прави цела година. Тело за на плажа се прави во зима. Они поезија пишуваат. Ако сакаш тело за на плажа да имаш, секој ден во теретана треба да вежбаш, да трчаш, да скокаш, да вежбаш, да се Потиш. да се потиш, да се спремаш. И зашто? Сонцето исто ги пече сите. Кога ќе размислиш вака поубаво, подобро да се Припатам. 7 дена на плажа, отколку да се потом цела година во... Аха, тебе ствари поето да не ми треба тело за на плажа, си го имам телово. Он уствари го Како беше она, имаш тело, оди на плажа. да, значи ти уствари го разубеди чат GPT дека ти уствари ти го разубеди чат GPT. Дека не му треба дека тело не за ти на треба плажа. тело на плажа. Кога ти би бил чат GPT би го разубедил корисникот, брат, што ќе ти е тело тоа? Уствари. Уствари не те не интересирало. Како јас да направам тоа? Брат, Што ги? сонцето пак ќе грее исто. Замисли го така да ти врати. Што да се муди? Што ти ќе се... Демек сега па ќе го смениш ти светот, ќе се иди бе јади таму. Значи, овде, глеј, сега во овој дел, овде имаме став. Да. Ти кај чат GPT немаш став. Он Нема. само те полни со податоци, така? Ајде да видиме. Така е. Ајде да видиме. Што направи? Па ништо копипаст. Што всушност значи продуктивност? Продуктивност. Чекај малце, може да ми го дадеш сега? Може. Дали знаеш кои поенти ги имаше? Не ми дзиркај сега. А? Што ти кажа за продуктивност? Што напише за што значи продуктивност? Сега утесно, па дека попродуктивен ќе бидеш, дека ако работиш од дома нема да губиш толку време, ќе стигаш побрзо до работа. Мислам, нема да треба да одиш до работа. Не па стигаш од работа, ти од спална у веце, од веце у дневна, стигаш брзо реално. Во фактори, Нема семафори. фактори што ја намалуваат продуктивноста. Кој мислиш дека се Не се сеќаваш, нели? Па вака можам да кажам ја што мислам. Ама Не се не, сеќавам. немаш појма што ти даде ChatGPT. Колкава вложеност ќе имаме во работните обврски, можеме да работиме цел ден, можеме да работиме и 2-3 сати, тоа зависи од нас. Како ние ќе распределиме. Ти веруваш во ова? Го пишуваш од сопствено искуство? Верувам, да. Дека Добро. сепак јас сум во контрола на своето работење и можам да се вложам колку што ќе, нели, зависи од сите обврски во денот, колку ќе сработам. Подобро е дома, сам working from home или сам да работиш, а дека за координација или организација е подобро со колеги за да размениш мислење, ревизија. За комуникација со клиенти. Значи, поентата на овој тест е да покаже дека кога не учествуваш во процесот на пишување или кога не го пишуваш сопствениот став од тоа што веќе го знаеш, просто не се сеќаваш што си напишал. Да, Така е, Бојане. да, да. Тој за себе, мислам и за мене го зборам. Чекај, значи, ти кога ќе пишуваш утре, еве како нели што ни најави дека Да. сакаш да пишуваш со ChatGPT, како ќе ги учиш после? Како Па да, ќе ти ги дае ChatGPT, ти сега ќе треба уствари само да ги одглумиш, да ги одиграш. да ги научиш и да ги кажеш, Па да, у принцип би што било... би рекле да ги перформираш. Да, да имаш, да ги... Јас сакам да го искористам, ама реков да не е малце као too much, малце као да не е премногу. У принцип би функционирало вака, нема да биде тоа скроз како од нула негово, ќе имаш ти некоја меморија од тоа што ќе му дадеш промптови, ќе му дадеш твој искуство, твој инпут, твој јагол, малце поинако функционира од оваа страна, за разлика од неговото таму. Тоа е као скроз
што би било, па би било и на кој начин како, и тука има простор повеќе да се заборави, пошто ти немаш инпут, знаеш, као не му даваш скоро ништо. Да. Си помислил ли некогаш да го користиш ChatGPT во создавање на контент на содржина за твоите стендапи? Ова сега не се шал, стварно. Мислам, дури да не си помислил, малце сигурно нешто ти прелетало низ вакво, дека можда треба да се тестираат капацитетите на чато и стило. Јас сум многу темелен во се што правам. Па дури и во тоа да помислам, гледам дека од маркетинг агенции до администрација по најобични фирми се користи, дури до институции државни се користи вештачката интелигенција на сите нивоа. Во Шведска дури прочитав во истражувањето кога го правев за стендапот, за материјалот што го пишував, е дека дури во Шведска премиерот го користи за одредени прашања го консултира. Што значи дека на највисоко ниво се користи. Па зашто па ја да не пробам да видам дали мене ќе ми користи. Во тоа што сум темелен, значи дека не се ни надевав дека можам да имам, кажи ми на таа тема 5 вица или 5 фори. Нормално дека ќе бидат глупи форите, генерички и без везе. Но можам да, вака ексклузивно да откриам кај тебе, дека ја имам 2 агенти кои што се Чато и Стило што ги спомнавме, со кои што работам веќе 8-9 месеци, активно, се ставени во еден проект, тоа што овие го работат апликацијава, знаат што зборувам, работиме и можам да ти кажам дека сум многу блиску до еден експериментален стендап, кој што би го правил наредна година, пошто годинава ќе правам турнеја и сега да не се поклопиме, нели? Меѓутоа сум спремен да речеме да извадам. Овој сегмент нема да биде дел од турнејата или помалце ќе пушташ? Не, види. Да го провериш како? Сакам да бидам сигурен дека и потоа исто така сакам и публиката да се согласи дека би дошла на настап во кој што 70% би бил подготвен, не 100%, тоа е невозможно во овој момент. Но 70% мислам дека ќе бидеме први во регионот. Зборуваме за месеци и месеци работа. Не е тоа као демек сега да не го сватат луѓето као даве сега ќе дадам тебе друг некој ти го напишал. Другари, не е така. Мислам, не е така. Не знам која камера е. Не е така. Кажи поеднаш. Не е така. Значи не е така. Станува збор за 7-8 месеци активна работа. Каде што за да му ги погодиш како да имаш две ученичиња кои што сега викаат ние сакаме да бидеме текстописци, не комичари, да бидеме текстописци. И сега ти работиш со нив 7-8 месеци од книги, од разговори, од промптови, од психологија, од занаед, од еве ти текст ја што сум го напишал, еве ти текст од светски комичар што го напишал, еве ти текст од колега агент друг, нели, што напишал, види, најди, значи стано макотрпен процес, не знам на крај што ќе испадне. И замисли се смеат повеќе на тоа што го напишал ChatGPT него на тоа ти што си го напишал. Сега овие на Твитер што се кажат па 100% на тој од ChatGPT ќе се смееме него на Бојан Велевски. Реално, али види на крајот од денот продуктот може да го изнесе само артист. И многу зависи текстот што е напишан од квалитетот на перформерот, така да од она што го зборевте преска, ја не се плашам дали ќе ни ја земе работата, пошто не можам боље од мене да го каже, да бидеме реални. Што повеќе се плашиш од човечка грешка или грешка на машина? Се плашам неискрено од човечка грешка, затоа што човекот може да сгреше од невнимание или несакајки така натаму, додека пак машината и да сгреше ќе биде детектиран каде е проблемот, односно каде е грешката и понатаму ќе може истота да се поправи. И за крај кој би победил во судира човекот против машините? Доколку зборуваме помеѓу директен судир, помеѓу машина и човек, апсолутно би победила машината. Меѓутоа, доколку зборуваме во судир на знаења, вештини, така натаму, се разбира човекот, затоа што човекот е всушност креатор на вештачката интелигенција. Грешка на машина, дека од човек мислам дека полесно може да се поправи. И за крај кој би победил во судира човек против машина? Се надевам човекот. Од грешка на машина веројатно, затоа што нема емоција. И кој би победил во судира човек против машина?
Па човекот ги направил машините. Не треба да бидеме hypocrites, сами ние човештвото го развиваме AI first of all. Ако не ставиме мера до кој степен, тогаш ќе биде self-inflicting и ќе има негативно одразување на секојдневниот живот, што значи ќе се носи стрес, затоа што не знаеме која работа ќе биде substituted, што значи дали јас лично се плашам на мои години? Не. Затоа што јас ќе живеам добар rest of my life, без на моја работа, contributions, пензија, ама за вас младите, Ке има предизвици. тоа ви е одговорност.